Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Колку за да се подсетиме, да кажам дека денес на оваа седница избираме уставни суди во Уставниот суд на Република Македонија. И одма да го изразам моето жалење, бидејќи поради вас, колегите од мнозинството, овие луѓе ќе влечат еден багаж уште недојдени на оваа функција, која функција треба да представува круна на кариерата на секој истакнат правник. Ова истакнат, го кажувам во наводници, бидејќи за цело време тука се пројавува како услов за еден кандидат да биде избран за уставен судија, а од друга страна може да служи како еден контејнер каде што може се да се внесе во него, се да се каже, а не вистинските вредности, вистинските критериуми. Уште еднаш да изразам жалење од самата процедура со која сакате да ги изберите овие кандидати за уставни судии, бидејќи да знае почитуваната македонска јавност, ова уште незавршена седница на Комисијата за избори и именување, која треба да достави извештај до пленумот на собранието, каде што со гласање треба да каже кои се тие тројца кандидати за уставни судии кои тука треба да ги аминуваме. Тоа не е направено и ова представува преседан и срам во работата на собранието на Република Македонија. И ова го правите, почитувани колеги, вие. Бидејќи вие ниту ги познавате, ниту ги знаете, ниту самите не сте уверени во квалитетите на овие луѓе кои тука ги предлагате и ќе ги гласате за уставни судии. Овие луѓе вас ви се доставени. Овие луѓе се слепи послушници на вашите газди, на вашето раководство од партијата, на вашиот екс-председател. Не велам дека и на сегашниот, бидејќи сегашниот председател на вашата партија, Социјалдемократски сојуз и премиер на државата, не одлучила за ваквите работи, бидејќи тој е тука донесен од бившиот председател за да продолжи нештото да функционира, како што и самиот кажа на една пресконференција, како и до сега. Почитувани колеги, како и до сега не врви, бидејќи народот ве прочита. Вие треба да се застрамите од ова што го правите, од процедурата со која сакате да изберите тројца кандидати за уставни судии, бидејќи и избор на председател на куќен совет во некоја зграда ќе помине со повеќе дебата. Ова дебата не е случајно го кажувам, бидејќи, почитувани колеги, вас полна устата ви беше со години дека во општеството немало дебата. И вашиот председател, бивш Зоран Заев, многу често сакаше, милуваше да кажува дека дебатата е корисна, дека дебатата ќе ни користи на сите, но, почитувани колеги, по основ на ова прашање, вие одлучивте да изберите, да гласате, да крените рака за кандидати за уставни судии со молчење. Бидејќи и вие се страмите што тоа ќе поддржите и што гласате. Овие луѓе не ги исполнуваат основните услови за да бидат уставни судии. Почитувани колеги, бирате суди во Уставен суд. Уставен суд кој треба да представува највисока инстанца во судскиот систем во една држава. Уставниот суд е бастион на правото, каде што за влез би требало секој човек да има за него импозантна кариера. Уставниот суд не само што треба да биде заштитник на уставниот поредок, туку е и двигател на реформата на правната култура и водич на редовното судство во толкувањето на уставните вредности. Но дали е ова вака со овие послушници кои некој ви ги дал тука за да ги предложите, а вие ги предложите и секако со молб ќе ги гласате. Јас, почитувани колеги,
очекував од вас, кои со години наназад викавте по улици, шаравте институции, нема правда, нема мир, да излезете тука со аргументи и да ни ги затворите устите на сите, да ги фалите вашите предлози, да се пофалите со нивната стручност, со нивната кариера, да ни кажете колку научни трудови напишале, на колку симпозиуми и семинари ја представувале државата и колку се истакнати во доменот на правосудството. Но не, вие одбравте да молчите и послушно, за да ви пишате на петка на раче, да си крените рака и да ги изгласате овие предлог кандидати за уставни судии. И со тоа, наместо да го направите Уставниот суд да биде и уставниот судија врв во кариерата на еден истакнат правник, вие овде носите послушници. Ова ќе го направите без никакви утврдени критериуми, без професионално искуство, степен на образование или специализација, објавени научни трудови и други мерливи критериуми. Зошто? За овие послушници, почитувани колеги, да замижат пред злоупотребите, пред корупцијата, пред криминалното работење, непотизмот кој го практикува раководството на вашата партија, а вие послушно тука гласате се и сешто. Околу корупцијата, која е најголемо зло во моментов во општеството, во државата, ќе цитирам само мислењето на амбасадори од две многу моќни земји, амбасадори во Република Македонија. Бившата амбасадорка американска Кейт Бърнс во два наврати истакна и вели дека Соединетите американски држави многу инвестирале во судскиот систем во Република Македонија за да ги затвори овие ранливи точки, односно корупцијата. Сакаме, вели, да видиме дека нашите инвестиции се исплатливи со судски систем, што е правичен за сите, а не како овај со 8% доверба од граѓаните на Република Македонија. Но прашањето е што сакаме ние и поважно е што работиме ние, односно вие, почитувани колеги. Овдека денеска повторно слушам како било во времето кога на власт било ВМРО ДПМН и слушам некои тефтерчиња и слично. Па сега, почитувани колеги, јавно овде ќе ве прашам, зошто не кажете вие поштено пред граѓаните на Република Македонија од кој тефтерчина се излезени овие ваши предлози? Бидејќи ниту на еден добар познавац на правото во Република Македонија овие ваши предлози насон немаше да му паднат. Татјана Васич Бозаджиева, правник, административен работник во неколку министерства и жена што е склона кон политичко влијание или додека работела по министерствата, завршила по некоја работа, по некоја лиценца издадена или направила некој закон, како што и било кажано, за некој од вашето раководство да може да накалапи милиони од државниот буџет да префрли во приватни џебови. Љубомир Јовевски, што да се каже, човекот си го одмолчи својот мандат во јавното обвинителство и како награда сега, како седумка на лото, на 68 години, тука ќе го гласате за 9 години да ужива во Уставниот суд. Дали овие луѓе ќе треба да го бранат Уставот? Овие луѓе никако не можат да го прават тоа, бидејќи се слепи послушници на елитата од вашата партија, слепи послушници на луѓето кои практикуваат и продуцираат криминал, корупција, мито, непотизам и со тоа ке никако не може да го имаат авторитетот, интегритетот за независност на Уставното судство, а бидејќи независноста на Уставното судство е кредо што мора да го почитуваат сите. Затоа, почитувани колеги, не се срамите себе си, испочитувајте ја процедурата и повлечете ги овие предлози. Има збор Дафина Стојановска, повелете.